Господин Дарала, при едно интервју по повод 24-тиот роден ден на Цивил изјавивте, цитирам: во 2008 година со многу скромни ресурси влеговме во една приказна изборните процеси. Прераснавме во една од најрелевантните организации кои даваат придонес кон подобрување на избирачкото право и спроведувањето на слободни, фер и демократски изборни процеси. Цитато завршува. Во 2008 година сте влегле во огромната приказна и не само што сте останале до ден денешен во приказната, туку и сте станале еден од поважните актери. Што беше од пресудна важност за одржливоста на она што го работи Цивил во полето на изборните процеси? И кои би биле вашите препораки во однос на консолидирање на присуството и одржливоста на граѓанските организации низ целиот изборен циклус? Благодарам за цитатот пред се. Убаво подсетување, Цивил оваа година полни 25 години. Во 2008 година ние влеговме во изборниот мониторинг од само еден мал под наводници аспект, а тоа е употребата, односно злоупотребата на оружјето и оруженото насилство, односно заканата со насилство во изборните процеси. Како такви влеговме и во наредниот изборен процес во 2009 година, но веќе поголеми и бидејќи го привлековме вниманието и на меѓународната заедница со нашиот мандат кој ден денеска го практикуваме во доменот на контролата на оружјето. Меѓу пионерите сме на International Action Network on Small Arms во пред 20 и неколку години. Меѓу првите 100 организации во светот сме кои се членки на ова движење, кое сега брои повеќе од 3000 организации, но и во 2009 година добивме субстанцијална поддршка од швајцарската влада, односно швајцарската агенција за развој и соработка, за понатаму цело време да расте. Ние научивме една многу битна лекција на самиот почеток, а тоа е да не се надпреваруваме со нашите колешки и колеги во граѓанското општество, туку да се обидеме да бидеме што е можно повеќе комплементарни, да можеме да покриеме делови од мониторингот и од активностите кои се поврзуваат со изборните процеси на многу подолг рок, што беше спомнато пред малку и од говорничката, да најдеме делови кои не се покриени во смисла на во новинарски жаргон, значи што не се опфатени во активностите. Јас мислам дека е многу важно да се следи ритамот на настаните и во таа смисла методологијата која може да биде релевантна оваа година на одредени избори. Таа веќе може да има недостатоци големи веќе наредната година ако имате изборен процес. Особено во контекст на македонските случувања, знаете, имаме многу турбулентно, динамично општество и процеси и тука мора цело време внимателно да се следат сите контексти за тие да може да се вградат потоа во една обсежна, сеопфатна методолошка материја која Цивил ја гради од 2008 година наваму. И тоа е многу важно, да се биде конзистентен, да се биде доследен, true to yourself, исто така да се биде искрени пред самиот себе си. Јас би сакал, за да не должам во историјата која вие ја дадовте многу по-концизно и по-успешно и благодарам за тоа, би сакал да наведам неколку предизвици и неколку можности
односно низ можностите може да се видат и препораките. Предизвиците веќе се наведени, може само телеграфски да споменам неколку, извинете за преклапањето, делот тоа ќе се преклопи со господја Небију, а тоа е недоволната доверба што ја имаат меѓусебно како невладините организации внатре во секторот, така и недовербата која не директно, меѓутоа јас ја насетив и во излагањето на господја Тодоровска Алексовска меѓу невладините организации и институциите. Тука мора да работиме, тоа е веќе во вториот дел и битно е да се гради таа доверба и да се одржува. Знаете сите, довербата тешко се стекнува, лесно се губи, меѓутоа тоа е нешто кон кое треба сите ние да се трудиме да го подобруваме. Големи се проблемите во смисла на ресурси. Има големи предизвици секоја граѓанска организација со ресурсите, почнувајќи од човечките ресурси, кој е најдрагоцен ресурс, завршувајќи со финансиските ресурси. Живееме во извонредно динамично време и во смисла на технолошки напредок, ресурсите на организациите мора постојано да се надоградуваат, особено во поглед на новите технологии, како во комуникацијските платформи, така и во една нова, голема, огромна, би рекол, бескрајна област како што е употребата, а и злоупотребата на вештачката интелигенција во општеството, во политиката и во војната. Понатаму имаме многу бариери што се однесува до законската регулатива. Односно, ние, како што знаете, имаме изборен законник кој е менуван 37 или 38 пати до сега, откако е донесен. Па и најдобриот италијански моден дизајнер да го викнете, ако му го и тој самиот го прекрои своето дело 37 пати, тоа нема на ништо да личи. Тоа значи дека тие законски бариери се на некој начин и од објективна природа, едноставно Државна изборна комисија некојаш не може да постапи за нешто или по некоја област или прашање, затоа што има законски бариери. Исто така законските бариери се присутни и во пререгулираноста на одредени области, каде што вие едноставно не можете да се снајдете. Има граѓански организации кои се тргаат од одредено прашање и област токму поради пререгулираноста или недореченостите, дупките во законските регулативи. И исто така имаме проблем, што може да реперкуира со многу сериозни последици, проблем имаме на несинхронизација, односно нехармонични закони, законски решенија на изборниот законник со други законски решенија и така натаму. Се разбира, има низа други предизвици. Тука може да зборуваме само за тоа на посебна конференција и Цивил располага со ресурси, со експерти, правни експерти и експертизи кои се градени во долгата низа години и во соработка со организацијата ГОНГ во Хрватска, со Центарот за одличност при Министерството за надворешни работи на Република Хрватска, исто така во долготрајна и честа соработка со македонски невладини организации, ќе ги спомнам малку подоцна, и се разбира и во соработка со неколку универзитетски центри во Соединетите Американски држави и еден во Германија. И како и да е, јас би сакал да ве потсетам, као вие да не го знаете, дека седите во иста просторија со човек кој секој ден со по најмалку една смртна закана. Значи, мене јавно ми се упатуваат закани со убиство. Јавно се упатуваат закани со убиство, палење на мои колешки и колеги во извршната канцеларија на Цивил. Цивил од 2017 година до денеска 5 пати беше нападнат физички, како седиште. Седиштето беше нападнато, 2 пати провалено и уште 3 пати со оштетување и вандализирање. Против Цивил како организација се води многу често дискредитирачка
кампања со омраза и со закани со убиство. Во инбоксот нема да ви раскажувам што ми се случува. Ова е се јавно, во доменот на јавното. Значи, политичкото мешање во она што го работат невладините организации, а верувам дека такви искуства ќе споделат или веќе со нас споделиле off the record и представнички и представници на институциите, дека едноставно политизацијата на процесот е силна, интензивна и сеопфатна. И таа доаѓа буквално од сите агли на политичкиот спектрум во нашата земја, не само од една или од друга политичка партија или од еден или друг политички блок. Тие само се разликуваат во пристапите и во вокабуларот, меѓутоа интенцијата да се интервенира, да се влијае на овие нивоа е повеќе од евидентна. И тоа може интегритетот на организацијата да го погоди, ако сака да наблюдува избори. Ете, тука е една од причините, многу важна, зошто дел од невладините организации се повлекуваат од изборниот мониторинг. Затоа што политичките партии едноставно сметаат дека целото општество е нивно, дека општеството не е дека не може општеството, нема зашто да постојат други сегменти во општеството освен политички партии. И тоа заробување на општеството е очигледно и трае со децении, за жал. Се разбира, имаме и комуникацијски и координацијски предизвици. Освен тие што се детектира некај од господја Небио, јас би сакал да споменам дека многу често имаме сериозни разлики во пристапот, во технолошкиот пристап. Живееме во 21. век во ера на вештачка интелигенција и на фантастично добри комуникацијски платформи кои можат да бидат брзи, ефикасни, дури и подобри отколку состанок во живо. Многу подобри, затоа што можете да снимате, да категоризирате и така натаму. И апелирам и до институциите и до другите невладини организации, тоа се онлайн алатки кои се бесплатни, да ги користат што е можно повеќе. Јас сум малку веќе влегувам во генерација кога малку ми е тешко да ги стасам по младите, меѓутоа се борам и се обидувам да го држам чекорот со технолошкиот напредок, но се разбира младите во цивил, кои се повеќе од половината, тие навистина одлично ги владеат овие и тука веќе влегувам во предности и препораки. Дајте им на младите да ги средат комуникацијските технологии, комуникацијските стратегии и протоколи. Вие малце повеќе или ние треба малце повеќе да паузираме, да одиме и да се гледаме во живо, меѓутоа вистинската комуникација е кај младите и тие знаат како тоа го направат добро. И учете од нив. Мислам, ја учам од младите секој ден по нешто. Во смисла на предностите на координирањето и соработката меѓу невладините организации, пред се морам да кажам дека секоја соработка и координација со меѓу невладините организации помага во градењето на капацитетот. И тоа во двете насоки. Сега ќе ви дадам еден фантастичен, брилијантен пример. Од поскоро време, се разбира, во минатото имавме и со Антико, имавме одлична соработка, меѓутоа сакам да споменам организацијата Инклузива од Куманово. Ќе речете, тоа е мала организација, неискусна, немаше искуство во фандрейзинг, во сето тоа, кога бевме во прва комуникација, а ние као поголеми, со пари, со традиција, со сето тоа, можам да ви кажам дека да, мислам дека помогнавме доста. Сега Инклузива е значаен учесник во изборните и политичките процеси во доменот на поддршка на лицата со попреченост и нивните права, беа споменати тука. Меѓутоа можам да ви кажам дека цивил е побогат за едно прекрасно искуство да ги научи тие теми, да ги вгради во своите стратегии, во своите постапки, во своите политики и практики. И тоа е апсолутно битно, да се знае дека не треба да има страф и срам за тоа дали е некој поголем или помал.
треба да се соработува. Јас лично ќе ви кажам дека често имало во екипата, па дури и кај мене лично, одредени резерви дали со оваа организација, дали не, сето тоа. Мислам дека тоа веќе е одамна надминато и во цивил и ние сме постојано отворени за соработка и со институциите, а особено со граѓанските организации. Во смисла на застапување и на мониторинг, граѓанските организации можат да одиграат клучна улога. Би сакал да дадам еден пример за тоа, за учеството на цивил во работната група за измени во изборниот законник. Ние веќе со години наназад сме поканети и сме учесници во оваа работна група. Во различни владини гарнитури, реконструирани, дополнително реконструирани и сето тоа, меѓутоа драго ми е што секој министер за правда како ќе дојде, бидејќи тоа спаѓа во нивниот ресор, ја препознава вредноста на цивил и не вика во таа работна група. И мислам дека дадовме добар придонес. Можам да кажам дека учеството на Државната изборна комисија таму е пресудно, дека едноставно тоа е организација која е најодговорна, меѓутоа и дава голем придонес. И се гледа, јас ги знам почетоците на влезот на ИФЕС во земјава и се гледа, ако ја споредиме политиката, практиките во Државната изборна комисија од пред влезот на ИФЕС па и после влезот на ИФЕС има разлика. Има подобрување, има одлична соработка и ние учиме од тоа. Може би не ви изгледа видливо, меѓутоа учиме. Се прикрадуваме и гледаме како вие тоа го правите и гледаме да научиме нешто од тоа, да позајмиме нешто од тоа. Би сакал само уште една-две многу брзо да дадам во смисла на ангажманот на граѓанските организации. Јас можам да ви кажам дека цивил е една, предпоставувам дека ќе се согласите, ако не се согласите гласно и јавно, тогаш барем во себе согласете се, цивил е една од најмобилните организации во земјава, а ова е оценка и од меѓународни и од домашни експерти и други релевантни извори. Ние сме во постојана комуникација со сите заедници. Буквално со сите заедници, па дури ако сакате и со сите политички заедници. Може би лидерот на одредена партија појма нема, меѓутоа цивил е во комуникација со буквално сите политички партии во земјата, буквално со сите медиуми во земјата. На еден или на друг начин ние наоѓаме канали за комуникација и соработка. Многу е важно и во заклучокот да знаеме дека мобилноста на организацијата е пресудна, меѓутоа и отвореноста кон комуникација, искрена комуникација меѓу луѓето внатре во организациите. Не мора секогаш да биде формална, меѓутоа таа мора да биде искрена и транспарентна. Искреноста и транспарентноста во пристапот, во комуникацијата може да донесе фантастични резултати кои едноставно не може да се купат со пари. Нема грант што може да ги обезбеди тие придобивки што ги има искреноста, непосредноста, директноста во комуникацијата и соработката. На самиот крај можам да ви кажам дека во едно многу непријатно време за демократијата во нашата земја, ние како организација одлучивме да формираме медиумска платформа. Тоа се случи во 2009 година. Значи 10 години по формирањето, ние формиравме медиумска платформа која во овој момент објавува стотици содржини секој ден на македонски, албански и англиски јазик. И имаме повеќе од 950 членови и поддржувачи на организацијата. И буквално сите што се овде можат да најдат место на таа медиумска платформа или во агендата за соработка на цивил. Вие може имате организацијски сајтови, меѓутоа тие ги гледаат само истражувачи, понекој новинари и толку. Меѓутоа, ако ни испратите нам текст или ни се јавите, нема тука никаков проблем, да ни се јавите, сакаме да ја представиме нашата организација и нашите активности, кај вас кажете ни како. Има најразлични начини.
видео интервју, дописно интервју, репортажа, заедно со вас ќе дојдеме на терен, ќе го снимиме тоа, ќе направиме фотографии и ќе го пласираме тоа во јавноста, бидејќи тоа е апсолутно важно за јакнењето на јавната свест. Апсолутно благодарам. Јас на самиот крај ќе дозволам слобода да ја употребам терминологијата која што вие, Џабир, ја употребивте во однос на наоѓање на делови кои што не се покриени, а кои што ќе водат кон поголема комплементарност помеѓу колешките и колегите во невладиниот сектор. Кои делови или кои дупки тековно се непокриени, а треба да се поборат? Еве ќе ви кажам, значи имаме од самиот почеток па и до сега можем да кажам, имаме едно согледување кое се надевам дека ќе се согласите со мене. Од 2008 година имаше многу сериозни предизвици, безбедносни во самиот изборен процес. Имавме и едно лице погина, имаше многу и пушкарање, имаше обид за атентат на еден политички лидер, не е битно, мислам битно е меѓутоа да не го споменувам сега, и низа други предизвици. Меѓутоа од 2009 година нааму избирачките места се се поуредни и пофино поминуваат процесите внатре. Значи, гласачот кој ќе влезе во избирачкото место, таму веќе е горе-долу завршена работата. Изгледа како аптека, зависи се. Во некои избирачки места наши наблюдувачи виделе и мала журка со мартадела и ракија, меѓутоа не е проблем. Во принцип, Државната изборна комисија добро ја завршува својата работа и ги средува во секоја смисла на зборот избирачките места. Изборните нерегуларности се случуваат надвор од избирачките места. И тоа во поширок регион. Сега со новите технологии и комуникацијски канали, тие се случуваат и во голем број онлайн, во комуникацијата, преку различни платформи. И се разбира и доста време пред воопшто да почне мониторингот, долгорочен мониторинг кој трае 20 и неколку дена. Практично се останува еден огромен простор и во физичка и во темпорална, во временска смисла на зборот, кој не е покриен. И тоа е делот каде што ние влегуваме. Тоа е огромен простор, многу често е предизвик и не можеме секаде да стигнеме, меѓутоа со деноноќна заложба на моите колешки и колеги, на вистина успеваме голем дел да покриеме. Тоа е една работа. Втора работа е ние како организација, нели го кажав пред малку, имаме комплексна, сеопфатна медиумска платформа. И таа ни дава нам пристап до паметта на многу луѓе кои сакаат да пишуваат за нас, кои ни пристапиле самите и ни своите анализи или опинион текстови нам ни дале огромна помош да ги разбереме контекстите воопшто. Значи, медиумската платформа, како и така ние сме сега една невладина организација која е практично хибрид меѓу медиумска платформа, think tank организација и активистичка организација. Што исто така ние многу се обидуваме да направиме, а тоа да биде комплементарно. Државната изборна комисија има дури, мислам, законска обврска да подготви кампањи за јакнење на јавната свест за излезноста, за важноста на партиципацијата во изборните процеси. И што се случува? Нивната видливост се обезбедува преку медиумите. Ние буквално секој збор што го има Државна изборна комисија се трудиме да го објавиме затоа што имаме многу широка публика. Се трудиме да го објавиме и да дадеме што е можно повеќе придонес кон нивната кампања. Меѓутоа и ние правиме кампањи. И се разбира, ја можам да најавам еве и пред вас,
сакаме да се сретнеме со Државната изборна комисија, да ги презентираме нашите согледувања, предлози и нашите материјали за правење на една дополнителна кампања за мотивирање на граѓанките и граѓаните да го искористат своето право на глас. Во принцип, нас не интересира за кого ќе гласаат граѓанките и граѓаните. Нам ни е многу потребно да ги видиме мотивирани да излезат и да гласаат, да одлучат за својата иднина, тие, а не партиските солдатески. Затоа што ако тие се демотивирани, тогаш ќе одлучат партиските штабови преку своите партиски солдатески. И исто така се разбира во ера на хибридно војување, во ера на многу силни предизвици кои се однесуваат на дезинформациите, пропагандата, лажните наративи, митовите, теориите на заговорот, Цивил е тука да помогне во нивно разобличување и во едукација. Благодарам. Во однос на соработката со ДИК и понатамошната фактички соработка, тоа што го кажавте потполно се поклопува и со истражувањата на АИФЕС, нели неколку пати во текот на форумот денес споделив податоци од тие истражувања. Имено во 23-та година спроведеното истражување на ИФЕС за граѓанското образование и образование на гласачи, перцепцијата за ДИК помеѓу 1114 испитаници, 70% од испитаниците се целосно согласни и до некаде согласни дека граѓанските организации треба да ја помогнат на Државната изборна комисија во едукацијата на гласачите, па ќе додадам и поттикнување и мотивирање за да имаме поголема излезност на изборите. Само на кратко јас ќе додадам подносно ова. Имајќи го предвид и знаејќи ја важноста, донесовме програма за едукација покрај едукација на изборните органи и едукација на други чинители во изборниот процес, во кој што се вклучени меѓу другото медиумите и граѓанските организации. Со медиумите веќе започнавме серија на едукација која што имаше доста позитивно искуство. Ќе видиме како ќе се одвива тоа и во иднина. Има некои планови во однос на граѓанските организации во делот на едукација, така да верувам дека тоа ќе се продлабочи во иднина, особено со восстановување и на центарот за обуки. Ви благодарам. Дали имаме прашања до панелистите? Повторно ќе апелирам едно прашање до еден панелист или рефлексија во однос на тоа што го споделија панелистите преку нивните излагања. Доколку нема, јас ќе им се заблагодарам искрено на панелистите и во име на мисијата на ОПСЕ во Скопје, Меѓународната фондација за изборни системи и Државната изборна комисија, да ви се заблагодарам за активното учество на настанов и за сиот придонес кој што го дадовте и во поглед на диагностицирање на тековните состојби, но и во поглед на препораките што ги дадовте за зголемено активно ангажирање на граѓанските организации во изборните процеси.